Отворајќи ги своите врати за секој уметник, професионалец, аматер или само пасиониран љубител на која било уметност, Националната установа Центар за култура од Крива Паланка полека но сигурно создаде препознатлив имидж на установа, дом на сите уметници од градот, но и пошироко. Од фолклорната преку театарската и драмската дејност до литературната и ликовната, а изложбениот простор на центарот редовно е исполнет со дела на академските сликари. Но во последно време, најчесто сликарите кои се промовираат за прв пат ги прават своите први стапки токму тука, во Центарот за култура од градот. На 26 октомври во Националната установа Центар за култура од Крива Паланка беше отворена уште една ликовна изложба на можеби најмладите уметници кои изложиле свои дела во галерискиот простор овде, двете средношколки, 16 годишните Ивана Ивановска и Ангела Димитровска. Изложбата ја отворија директорот на Националната установа Центар за култура Александар Ангелов, раководителот на ликовната дејност при центарот Вања Јакимовска и Глигор Цветковски, раководител на драмската дејност. Тие ја пофалија пред се храброста на овие две млади надежни уметнички да излезат од сенката на ателието и да ја дочекаат светлината на денот над својата прва заедничка самостојна изложба. Направивме неколку изложби оваа година, што мислам дека граѓаните се задоволни. Еве и вечерва ќе отвориме изложба која што ќе имаат можност во наредната недела дена сите кои ќе присуствуваат во центарот, оние што нема да бидат присутни вечерва, да ги погледнат цртежите на нашите двајца членови на ликовниот клуб кои што работи во Центарот за култура. Тоа се, значи, Ивана и Ангела, кои се втора година гимназија. Јас ги честитам затоа што има храброст да дојдат да разговарат со мене, сакат да направат самостојна изложба. Има можност, значи, и денеска кога пристигна тука да ги погледнат цртежите и сега, гледам дека се работи за едни млади надежни уметници кои посакуват понатаму во животот да многу успех, да затворат, да направат многу и дела. Многу поздрав до Ангела Димитровска и Ивана Ивановска и многу честитки за нивната храброст да успеа да ја направат ова прва нивна заедничка изложба. Што под менторство на професорот Цветковски и секако по закрила на Центарот за култура, благодарот од директорот и раководителот на ликовната дејност. Што друго можеме да кажеме, ајде се пак на изложбите и овие слики и се од најразлични техники, повеќе видови на мотиви, кои што од нив се портрети, делумно имаме пейзажи, како што гледате тука, има мртва природа, има обиди за абстракција и секако постои дел за надградба, за понатамошна работа, секако тоа ќе биде во ликовното студио кое што е под закрила на Центарот за култура. Директорот на Центарот за култура нагласи дека неговата установа секогаш има слух за младите таленти од градот, сега за ликовните, но во секоја прилика им дава ветар в грб на културните репрезенти од градот. Господин Рангелов, поддршката на првата самостојна заедничка изложба на двајца наши млади надежни ликовни уметници кои што работат и творат во ликовното студио при Центарот за култура од Крива Паланка не е нешто што не го среќаваме во Центарот за култура, бидејќи вашата поддршка кон младите уметници, без разлика од која дејност станува збор, овој пат е ликовната, но знаеме дека ги поддржавте и уметниците, неколку млади уметници од книжевната дејност во рамки на топлиот културен бран и понатаму продолжувате. Во текот на целата година организираме многубројни изложби во Центарот за култура и не само да даваме, значи, приоритет на изложби кои што се однесуваат на професионални ликовни уметници, значи академски сликари или било какви други изложби, него се трудиме да помогнеме и на младите уметници. Така да она што го направивме во областа на ликовната дејност, значи пред се им помогнавме со тоа што направивме една ликовна школа со професорот Роберт Цветковски, кој сум многу благодарен што се нафати на таа работа, да ја работи, да им помага да го пренесе своето знаење на младите уметници и се потрудивме, значи, во текот на годината да им помагаме се што како Центар за култура, се што може да им помогнеме во областа на ликовната дејност. Од страна на младите уметници беше побарано од нас доколку има можност да направат, да најдеме слободен термин, значи да направат една изложба, ние секако ја прифативме нивната желба и договоривме, значи, вечерва да биде отворена таа изложба. Особено ме радува што имаат интерес млади уметници, значи она што го има створено, направено, значи да го прикажат, да може да го видат и нивните, значи, другарчиња, и нивните родители, и нивните пријатели и граѓаните на Крива Паланка. Кога желбата постои, поддршката секогаш е тука, бидејќи тоа создава една позитивна енергија која што се шири. Се надевам ова ќе предизвика интерес кај повеќето млади влюбеници во уметноста да пројават интерес да се зачленат во ликовното студио кое што од
изминатата година од формирањето до сега континуирано напредува и се проширува? Да, значи од нивна страна беше појавена желба, од наша страна секако ние ја прифативме, им помогнавме. Мислиме дека тоа ќе биде еден потик понатаму во животот, уште повеќе да творат, уште повеќе да засакат ликовната уметност. Она што се однесува до ликовниот клуб, значи сите, еве ги сега повторно повикуваме, значи сите кои се заинтересирани, значи може да дојдат да поразговараат, да видат значи како се работи на различни техники, да побараат помош од професорот Роберт Цветковски, значи тој човекот стои на располагање во секое време. Се надам дека како Центар за култура се трудиме што може се повеќе да им помогнеме, значи да дојдат да стекнат до нови знаења и она што го знаат и што го умеат да го претворат во дела и да имаат можност да го видат граѓаните на Криво Паланка и во другите градови во Република Македонија. Рангелов ја најави и богатата ликовна понуда која е веќе организирана за периодот кој следува, а истата ќе се проширува и надополнува со цел збогатување на комплетната културна понуда во нашиот град. И она што можем да го најавиме, значи разговаравме со фотоклуб од Куманово, сака да направат една интернационална изложба на фотографија која што ќе биде тука во Центарот за култура. Исто така договоривме изложбата Лазар Софијанов од ликовната колонија Лазар Софијанов, тоа е од Кратово, од детската колонија, значи да бидат изложени тука сликите. Исто така договоривме значи со Домот на култура од Свети Николе да биде нивната ѓуричката колонија, значи сликите од ѓуричката колонија да бидат изложени. Така 3 до 4 изложби планираме во текот на наредните 2 месеци да бидат направени во Центарот за култура. Ова е само дел пак од богатата културна понуда, бидејќи покрај ликовната уметност, ликовната дејност, континуирано негувате и поширокиот аудиториум, особено по младите, да имаат можност да погледнат неколку представи. Ќе ги оставиме љубопитни гледачите и ќе им соопштиме во следната прилика дека ќе имаат и многу представи за да ги погледнат во текот на овој период. Па ние може сега да ги кажеме, значи не е проблем, се трудиме секоја година, значи пред се во месецот октомври да направиме некоја, значи да прикажеме некоја представа со некој театар со кој соработуваме, значи тоа да биде за учениците од прво до четврто одделение. Она што се потрудивме, значи сега во овој период да направиме и некоја представа за учениците од пето до осмо, исто така пуштивме и допис до гимназијата Ѓорче Петров, доколку и пројават интерес, значи учениците таму да организираме некоја театарска представа со било кој театар од Македонија. Се трудиме значи во сите дејности да направиме што повеќе настани и да ги задоволиме културните потреби на граѓаните на Криво Паланка. Младите Ивана и Ангела изложените дела ги создавале краток временски период, во повеќе техники, со разни мотиви, но судејќи по квалитетот и сериозноста на секој цртеж поединечно, несомнено се надзира талентот кој го поседуваат, но се гледа и вложениот труд и љубов при создавањето на делата. Накратко поразговаравме со нив, опуштено и низ насмевки, надоврзувајќи се на младешката позитивна енергија со која го огреваа просторот. Младите уметници пред камерата на Златен канал, Ивана Ивановска и Ангела Димитровска. Најпрвин, од каде љубовта кон ликовната уметност? Од кога се роди таа љубов? Дали ги цртате од мали нозе? Да, од мали нозе, што од основно училиште. Јас, моите корени за уметноста уште од забавиште. Знам, првите цртежи ми се таму и претежно детски мотиви беа. Од таму почна желбата за цртање. Вие сте членови на ликовното студио при Центарот за култура од Криво Паланка. Дали некој од овие дела е создадено во ликовното студио или заради таа љубов што имавте кон ликовната уметност, решивте и да членувате во студиото и тука ќе ја негувате? Овие цртежи не се создадени во тоа ликовно студио, затоа што ова е прва година во ликовното студио, се што ги учиме тие техники. Исто и моите се така и се надеваме дека ќе бидат се поуспешни со членувањето во ова студио. Овде го немаме професорот Роберт Цветковски, но дали тој ги погледна вашите дела и кој беше неговиот коментар? Да, ги знае нашите дела и не упатува што треба, што е погрешно, што е добро во нив. Во која техника најмногу сакате да се изразувате? Бидејќи забележавме разновидни техники, од црно-бело до акварел, ако забележав, имате и темпера, сега за сега. Мене, како најомилно ми е цртањето со молив, графиката. И мене исто. Цртањето со молив. Повеќе инспирација ми дава за да ги остварам нештата на хартија и така. Што преовладува во вашите цртежи? Портрети, абстракција, некои мотиви кои што ве преокупираат? Што најмногу обожаваш да црташ? Што ти представува најголемо задоволство и инспирација истовремено? Најмногу инспирација ми вадат цртаните филмови и стриповите, значи да, мои се тие дела, карикатурите исто така. И од секојдневието што не обкружува, највеќе ги вадиме мотивите од таму. Кај мене повеќе портретите, има и пейзажи. Колку време
се создавани овие дела? Овие дела кои што се овде се создадени, односно моите, за 2 недели, рок од 2 недели, што е многу краток период, мислам, за создавање на сите. Забележав многу убаво ви е поставена изложбата. Дали некој ви помогна околу тоа? Не, самите се организиравме и ги поставувавме цртежите. Мислиме дека вака ќе бидат најдобри поставени. Делата на Ангела Димитровска и Ивана Ивановска се изложени во галерискиот простор при Националната установа Центар за култура открива Паланка и сите вие можете да ги погледнете. Инаку, овде уметниците го минуваат и најголемиот дел од своето слободно време, осознавајќи ги и усовршувајќи вештините на ликовната уметност во студиото под раководство на професорот по ликовна уметност Роберт Цветковски. Досега неколкумина млади ликовни таленти кои членуваат во студиото ги презентираа своите дела пред кривопаланечката јавност, а судејќи по квалитетот на прикажаното, допрва ќе ни изненадуваат и угостуваат со своите способности.